Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Морам пред се да ви препорачам да не бидете како мене во однос на гласните жици. Не сум пеела, не сум играла, но премногу можеби се изморив со некои си домашни обврски и еве гласот никако да ми се пушти, иако пијам еден куп лекарства, но ете тоа е така. Но затоа ќе си го побарам Мартин да ми направи убави бомбони од жалфија, брзо да ми помине грлото. Знам дека денеска, драги мои, ќе очекувате какво ќе биде нашето музичко-кулинарско шоу и денеска. Гответе со Драгче, но верувајте ми дека ќе биде исто така многу позитивно и ќе имаме песна. И морам да ви кажам дека мојот драг гостин ми е долгогодишен пријател, но ни доаѓа од едно многу убаво место, од градот Крушево. Затоа ве поздравувам сите вас, цела наша убава Македонија, сите ширум светот, посебно крушевчани, затоа што денеска Крушево ќе се радува со нашиот Пеце Ристевски. Добар ден, добри ми дојде Пеце. Добре најдов. Како си? Супер. Одлично ми изгледаш, побели, иако се немаме видено подолго време. Баш ми драго што сум на твоја емисија. Така. И пошто, како и самата кажа, дека одамна не си имаме така видено, многу ми е драго и мило што и јас сум гостин и дел од оваа ваша емисија. Во секој мој проект си. Да, и во овој мораше да бидеш. Так, без песна не ја бидува. Без песна не оди, така точно. Денеска ќе правиме еден твој рецепт, бидејќи тебе те бидува за кујна. Си имаше ресторанче таму? Така, да, јас пред неколку години имав едно ресторанче. Така да повеќе се трошија плескавици, кебапи за брза употреба, што викам јас. Така да денес ќе направиме еден рецепт така за домашна малце употреба. Поедноставно, побрзо, за да може секој да си се направи. На твој начин. Но пред да почнеш да месиш и да плескаш, како викаме да се подготвуваш, јас сакам песна, за да ни појде денот убаво и ќе ми кажеш до каде си со твојата музичка кујна. Но бараме прво песна. Одиме со песна. Сакам да те доправам јас, сакам усми да ти љубам, сакам да ти чујам глас. Што магија ти ми стори, сега што сум болен јас. Оган гради ме ми гори, Боже дали има спас. Си имам јас, кај да одиш, кај да бегаш, моја ке си пак. Мерак, голем мерак, по тебе си имам јас, кај да одиш, кај да бегаш, знај, крај мене душо моја, живот ке ти помине, знај, крај мене душо моја, живот ќе ти помине. Да ми кажеш, уста да ти прозбори, што магија ти ми стори, сега што сум болен јас. Оган гради ве ми гори, Боже дали
Мерак, мерак, голем мерак, од тебе си имам јас. Кај да одиш, кај да бегаш, моја ќе си пак. Мерак, мерак, голем мерак, од тебе си имам јас. Кај да одиш, кај да бегаш, знај, крај мене душо моја, живот ќе ти помине. Знај, крај мене душо моја, живот ќе ти помине. Мерак, мерак, голем мерак, од тебе си имам јас. Кај да одиш, кај да бегаш, моја ќе си пак. Мерак, мерак, голем мерак, од тебе си имам јас. Кај да одиш, кај да бегаш, знај, крај мене душо моја, живот ќе ти помине. Знај, крај мене душо моја, живот ќе ти помине. Ова со Мерак е и отпеа Така, Пеце. така, Преубава песна, инспирација, Инспирација за љубовта. почеток, да, љубовта, да. Убава весела песна. Убава весела песна, да. Ова беше песна изведена на фолк хит на годината во Битола. Кој ти го украде срцето да отпееш вака? Тоа обично многу ми го украдат срцето. Инспирација добивам. Ама така тука да. е, пак е тука Така, твори. тука се стои, точно. Преубава песна. Значи, сега ќе Значи сега можеме нешто да си почнеме со направиме. Дојде рецептот. прво да ги Јас веќе тавчето го ставив да се ставиме на стоплува. раквиците. Значи за ова плескавица многу е битно и смесата каква ќе биде. Значи смесата која е добра, секогаш плескавиците треба да бидат добри. Се во различни кафани, различни ресторани, Секој на различен начин ја ги подготвува. ставаат, да, на различно ги поставуваат, го земаат месото, го прават. Меѓутоа најноставно за да може да секој дома да си ја направи, нека направиме на плескавица, како да кажам така, може само со. Значи ќе ни требат 300 грама месо, треба малце месото да го замешаме со Што сакаш? ќе ни треба сега малце биберче. Добро, биберче. повели. Ставиме Сув зачин, малце сигурно. биберче. Да. Добро. Биберче. Пеце, ние во домашна употреба додаваме и јајце, но гледам дека ти не додаваш јајце на ова. На ова блескавица не се додават јајце, затоа имаме лемни трошки. Аха, што еве дека ги тука пред нас, имаме. да. Ќе додадиме, Добро. не мора многу да има. Ќе додадиме сега малце сол, ќе треба, Еве ти сол, на лажичка повели. солца. Тоа убаво малце да се... Еве Пеце. Ова Да, ти е се. сол. Не е тоа, ние сусамот. Добро. Ако малку ќе му добие вкус. Ќе добие вкус, вака малце солца повеќе. Се врзи смесата. Дали сув зачин ти е потребен? Црвен пипер, нешто? Буковец малце ќе ми треба, може и буковче да се стави малце. Буковка, за да те подсетам. Да. Знам дома ја што употребувам, Да, затоа пошто се тука зачините се ги знаеш точно каде се. Вака малце ќе ставиме буковче, колку за Добро. да не биде многу. Добро. Сето ова Јас ќе ја смеса соберам. ќе ја замешаме, така убаво добро да се измеша. Ја месиш со Да, ќе рака. измесиме малце. Но како правите во поголеми количини Во кога сте во поголеми ресторан? количини- Дали машински или рачно? Не, рачно, меѓу Исто поголемо, рачно. зави Во исто, вангличе? истото се прави, исто да го во прават. поголемо вангличе. Во се поголемо подготвува. вангличе. Зависи од порачката, нели, некогаш имат. Пошто обично постојат и калапчина за плескавиците, пошто овде немаме ние калапче за плескавиците, ќе пробаме вака да направиме со помош на... Ако ти пречи на страна е така. Пеце, дојде ли летото во Крушево? Во Или Крушево. уште, бидејќи е така надморската висина повисоко? Ако е температурата пониска, меѓутоа во Крушево има доста гости, значи викендите имат претежно да кажем повеќе гости.
Меѓутоа, како што доаѓаат овој и другиот наредниот месец, се повеќе и повеќе се полни градот. Така. И мислам, како и обично, овие 2-3 месеци се многу битни за градот, посетен е градот. Така. Има ли ноќен живот во Крушево? Морам да кажем дека малце послабо. Послабо. Викендите ги има кафичите некој работа, така со некој. Меѓутоа не е она како што треба, да речеме, некој ноќен живот Да посетен. има некои журки такви, да речеме концерти. Нема, како обично- порано се правеа. Знаете што е една голема трагедија во градот, што порано повеќе имаше настани. Така. Мислам, јас како што се минуваат, како да кажем, партији некако, така Мислиш, и политички ни доаѓа и тоа, да немаме можности за... И некогаш ги има, некогаш ги нема. Јас се надевам дека сега со градоначалникот новиот, што е дека како ви малце дека сака музиката повеќе. Човек кој што културата му значи, добро. Културата му значи малце повеќе, дека малце мислам дека ќе ги врати тоние настани што беа. Што на времето се правеа. Се правија, затоа што многу ги имаше. Така е. Знам секоја недела нешто се случуваше во Крушево. Малце вода, некој става масло, јас не ставам масло. Добро. Малце водичка се клави, да. Пеца, јас морам во овој момент да испратам поздрав до сите во Крушево, бидејќи во градот Крушево самиот знаеш дека имам многу пријатели. Јас посебно ќе го поздравам и Тоше. Тој е мој долгогодишен пријател, стариот отец на црковен исто така, кој веќе не е помеѓу нас, но во срцето го носам со себе, да го поздравиме и Игор Блажевски. Тој требаше да биде заедно со тебе, но го спречи аматорски вечери. И затоа не знам во некое друго издание ќе ни дојде повторно. Тој редовно не фотографира, направил една голема тетрадка со сите рецепти на гответе со дракче и се надевам дека еден ден ќе ја видиме. Значи поздрав и до нашиот Игор. Ние сега одиме со втората песна, додека Пеце си смесата малце да се ја средува тука смесата, ќе си пееме повторно убава песна. Ево има што е убава песна. Карај, стара мајко, што се заљубив и по тие црни очи памет изгубив. Не ме карај, стара мајко, што се заљубив и по тие црни очи памет изгубив. Помејани долги ноќи лумпувам, вино пијам, песни пејам, рани лекувам. Како крал на ноќите живот живеам, младост брзо минува, како птица летнува. Чекај, стара мајко, пред да раздени, ноќи чекам црна зора пред да раздени. Не ме чекај, стара мајко, пред да раздени, ноќи чекам црна зора пред да раздени. Помејани долги ноќи лумпувам, вино пијам, песни пејам, рани лекувам. Како крал на ноќите живот живеам, младост брзо минува, како птица летнува.
стара мајко и не тагувај. Само еднаш силно љубам, еднаш лудувам. Не ме барај, стара мајко, и не тагувај. Само еднаш силно љубам, еднаш лудувам. Помејани долги ноќи лумпувам. Вино пијам, песни пејам, рани лекувам. Како крал на ноќите живот живејам. Младост брзо минува, како птица летнува. Браво, браво, браво. Така, Пеце, тоа беше во времињата кога ти беше многу активен на музичката сцена, пејќи и забавна и народна музика. Така. И во тие моменти кога Крушево беше многу активно, како што напоменавме. Еден период направи пауза поради објективни причини. Да, имав, јас нормално да кажам дека имав пауза едно 4-5 години. Поради тоа што мораше. Да, морав, некои работи спадна така што и моментално ете сега имам снимено неколку 9-10 песни ми се нови. Нови. Значи, како да кажам, пред албум, меѓутоа сега тоа е пред албум, значи релативно работа да кажем, Се бира потоа. затоа што сега и целината многу и не ги слушаат, со напреднала технологија. На YouTube така да каналите. најубаво е сега песна по песна да ги пушташ, него да, како да кажем, Да ги направиш, чекаш. да ги чекаш па албум. Ќе се вратиме во старите времиња, како порано се снимаше една сингл плоча, па ќе се Да. употребува и така. Одлично, без оглед. Најбитно е песната да ти се допадне, да ја изведеш како што ја имаш замислено и да допре до слушателот. Се мислам дека тука ќе слушнеме една песна, имаме Од новите? од поновите. Добро. Фактички се овие се понови песни. Така, Меѓутоа мислам дека ќе во режијата има таа мајко простими. Таа е за овие, како да кажам, веселеници што се надвор од градот. Така. Од во други земјишта се. Што се далеко од Крушево. Емотивна песна, Така. малце е така. Мислам дека ќе им се допадне. Значи кашкавалот ќе го издрендаме и го оставаме на средина. Добро, си имаш На техники. средина. Добро. Се малце да не се издрони, меѓутоа Без оглед ќе се Да. собере сето тоа, не се грижи. да. Одлично. И истата плескавица, после ќе ја превртиме, значи како палачинка ќе направиме. Аха, сега повторно. Ете така ќе Треба да биде исто така ќе тенка. стегнеме, да, ќе стегнеме убаво. За да може од страните да не се пушти кашкавалот да истече. Јас обично ова го правев кај мене. Да, така ми се троши овако плескавици, така, не да па вид како добро. на палачинка нешто Така, плескавица. добро. Ете. Меѓутоа и на еден начин ги и овие и кога одиме во ресторани, на пример обично во Прилеп кога се оди рестораните, обично ги прават овие специјалитети со како ти викате или македонка или плескавица преко Крушевска ова, Ова твоја, е крушевска, Ристева, значи да, Ристева, Пецева, Да. Пецева. Значи убаво така да се стегне за да постаните, за да не излези кашкавалот. Ако се почити многу ако има кашкавал и ако не е добро обработена, може со самото печење да истече кашкавал, меѓутоа зависи од кашкавалот, ако некој се лепи на плескавицата, така да ќе се запечи малце и нема да се осети. Добро, меленото месо е специфично. Да, и меленото е малце специфично месо. Така, треба да се внимава многу на сите елементи и на многу голема Ја мислам хигиена. дека со ова, да, и дека со ова плескавица, мислам за една особа е доволно и дури ќе се прејаде. Да, па ова джиновска ти е. Да, да. Јас се направив малце поголема да види. Добро. Јас кога го пишував рецептот, пишував плескавици, но ова ќе биде плескавица. Плескавица, од голема, нашиот да, пес. значи има 350 грама, 350 грама сигурно има ова плескавица. Значи може ако се двајца да се поделат на полу, така да се точно, затоа се густира додава. за дома, али меѓутоа поедноставно, пошто обично ги ставаат во калапчина ги прават, Така. меѓутоа за домашно потреба доволно оваква една прозирна кеса, ќе се стави кесата за да се оформи плескавицата, Така. ќе се стави на тапче или на скара може да се стави. снаоѓаме во домашни услови. Се снаоѓаме како Добро. домашни услови. И сега како што е вака плескавица, ќе ја Опа, ставиме во готово. Рече Малце да не го, масло ќе треба, ми малце. рече јас да не го Да. подмачкувам, но Ја мислев дека за плескавицата. А ти си помисли за Разбрав, да. месото. Добро, готово. Сега е вжештено тавчето Да. и можеме веќе слободно и ќе ја Ете така. подзголемам
Еве сега. температурата. Чистиме, да не рече дека не сме педантни. Да, можеш и да се ослободиш и од ракавиците. Да. Повели, еве ти салфета на даската. Ето така. Кој си работи, нека си чисти. Шубаво ми е вака, леле, јас ќе си асистирам и ќе си правам муавет. Добро. Значи соседно тука, дај ми ја Пеце. Ево, ќе го Ето така. ставиме. Пеце, цело време ми идеш да те викам на Ристе, затоа Така што нешто. Ристески Ристески, ќе да. си го поздравам, пошто сакаше детето да дојде, но ќе се договориме во кој термини Некоја ќе биде, наредба се. па затоа двајцата ве спојувам и Пеце и Ристе како мои сакани личности кои што си ги јас со години промовирам. Рече, кој ти ги пишува текстовите? Знаете што, јас уште од да и текстовите и обично текстовите некогаш сам ги пишувам, некогаш Сонја Манасиевска, Коневска, сигурно ја познавате. Така, да. Она добро. Сонјето ќе си ја поздравам. Да, Сонја те поздравуваме. Затоа што е срце. Да, и Сонја имаме на дуетска песна Така. исто, добро направена. Меѓутоа, викам, обично аранжманите ми ги правит, јас го викам тој Джимка Джими, Васко Димовски Джими, одамна мој соработник, така да се наоѓаме што сакаме двајцата, ми ги погаѓаат она што го сакам и затоа не го менувам. Како не ми текне да ја повикам мојата црна ока и црнокоса кралица да отпевте дуетот тука. Ете, значи не ни текна и Сонја да е... Уште е на работа. Мислам дека она не оди. Ама ја продолжија и го продолжија работниот век затоа што не може во ОКТА работи таму лаборанте, па е стручно лице и затоа ќе си работи. Дека прекрасни текстови пишува. И таа е прекрасна како Да, човек. да и како особа така е многу драга и прекрасна личност. особа. Ние ќе одиме со третата песна. Ајде да одиме, да Ова видиме ќе си режијата што ни крчка. спреми. Режијата ќе ни подготви. Око ми светна, кога те сретна, чаре ми нема, памет ми зема, срцево моје од тебе бие, лудо те љубам, нема да кријам, срцево моје од тебе бие, лудо те љубам, нема да кријам. Si mi dojdi, vreme ne gubi, ti znaješ kako se ljubi. Ti, samo ti, najmilo si mi dojdi, vreme ne gubi, ti znaješ kako se ljubi, ti znaješ kako se ljubi. Памет го губам, кога те љубам, а бер ти праќам, со не ме фаќа, срцево моје за тебе чука, пресреќен јас сум кога си тука, срцево моје за тебе чука, пресреќен јас сум кога си тука. Si mi dojdi, vreme ne gubi, ti znaješ kako se ljubi. Ti, samo ti,
si mi, dojdi, vreme ne gubi, ti znaješ kako se ljubi, ti znaješ kako se ljubi. Kako se ljubi i znaješ kako se ljubi. Браво, 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 уште една убава песна. Јас, додека го читам рецептот, ти ќе си ја подготвиш декорацијата. Да, декорација малце да. Јас ќе ти додадам сега ноже. Имаме и голем, имаме и мал нож. Малце краставичка. За да си го средиш се до тоа. Ајде, одиме со рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Домашни плескавици. 300 грама мелено месо, една главица кромит, 150 грама кашкавал, 100 грама лебни трошки, малку магданост, масло, сол и други зачини по избор. Па, драги мои, јас читав плескавици, ама Пеце одлучи ова да биде на убава, сочна, голема плескавица, која што ќе биде декорирана со патлиџан и краставица свежа и малку магданост. Значи, некој му е голема, може да се пресечи наполу за 20. Може и на 4, кој како сака, нели? Да. Пеце, ке можеш ли сам? Ајде, ке пробам да ја... Еве, јас овде ке ти ја додадам. Повлечи го тањирот. Ајде, повлечи го тањирот, долу скроз. Можеш сега. Еве ти ги двете лажици. Ете така. Убаво се испраши. Да, супер. Со песна. Со песна. Со песна беше се лесно. Да. Ете така, ќе ги повлечеме и тие. Значи, плескавица е готова. Приборчик е за јадење, што е? Како велиш ти, ова, кој е гурман, ќе се изеде цела, ама кој сака да сподели, ќе ја подели. Кој сака да сподели, ќе ја пресечи на пола, така да ќе гостива малце. Заедно со друштво. Ете така. Пеце беше супер гостин. Многу ми е мило што јако, па може би едно 10 години се немаме видено. Па Бога ми да, јас и кога се слушнаме тогаш реков Лили, од кога не се има видено. Така. Така да многу драго ми беше што и после неколку години и јас така имам некои турбуленции, па еве сега пак почнувам да правам нешто. Сполајмо на Бога, се е добро. Ме радуват и ги посакувам сите успеси во твојот живот. Ќе те викаме пак и во 4-та сезона со нов специјалитет. А сега гледачите ќе ги поздравиме со многу бакнежи и како рече ти со најубавата песна. Најубавата песна Мајко прости ми, значи за сите мајки ова една песна ова. Ајде, ќе пееме. Pesmi pejam, noki ne spijam, taga moja da zaboravam, sudbo kleta što mi napravi. Stara majka, ja si ostavi, pesmi pejam, noki ne spijam, taga moja da zaboravam. Mnogo tagi, mnogo solzi,
срце уште помни, мајко стара, мајко прости ми. Многу таги, многу солзи, ова срце уште помни, мајко стара, мајко прости ми. Се враќам, јас народен крај, рака стара да помилувам, солзи врели да ти избришам, прошка мајко да ти побарам. Пак се враќам, јас народен крај, рака стара да помилувам, солзи врели да ти избришам, прошка мајко да ти побарам. Многу таги, многу солзи, ова срце уште помни, мајко стара, мајко прости ми. Многу таги, многу солзи, ова срце уште помни, мајко стара, мајко прости ми. Многу солзи, ова срце уште помни,